Фала ти, Борис. Добро вечер на сите. Ова ни е трета канцеларија вечерва. Како Гоце Делчев сме станати од село у село, ја шириме каузата, патувачки учители, така се перцепираме као некои софисти со професорката. И да благодариме и на професорката што си го жртвуваше раатот за да биде со нас во борбата. Првата рунда ќе ја води таа и мислам дека ќе биде многу тешко. Но доаѓа во форма, тоа ме бендисува, ја гледам како се срчи да дојде до дебатите, иако има обструкција од сите страни. Фала ви на сите што го извозевме процесот перфектно за собирање потписи, иако бевме скептични. Дури пред година и пол кога Симонов спомна дека на илјадарката за собирање потписи се додава уште една нула за 10.000 да ги собереме, при ваква инфраструктура, кога вие во Каменица немате дик, одите во Делчево да се потпишувате. Значи, при такви невозможни услови, практично ние ги собравме за 5-6 дена. Тоа покажува дека левица ги поматува сметките на големите. И баш ме е симпатично вака кога гледам секој носи од дома столови, на подсеќа на почетоците наши, буквално така почнавме. Ја бирото на кое спремав испити го донирав во Лео Велес. Почнавме во една канцеларија кај грчка амбасада, тоа доскоро ни беше канцеларија. И како сеја брца што ни е хаос мајстор у партија Семи работи, имаше еден возрастен човек, буквално составувавме маса со бормашина, со тегла, собиравме пари за плакати да купиме, за платна, за спрејови, аутолаци и така натаму. Значи почнавме баш партизански. И уште сме така се осеќаме. Значи ја не верувам дека и Борис се осеќа како политичар, а уште помалку и јас се осеќам како политичар. Вашата изборна единица е многу значајна. Таа парира со кецот и е едно од најдобрите каде што стоиме. И сите овие мали општини, нивната бројка на гласови е многу значајна. Затоа што ако се сеќавате 2020 3 пратеника ни отидоа низ вода, буквално за 500-600 гласа за гласови колку што носат еве вака мали општини како Пехчево, Каменица, Берово. Значи секој глас е битен и со овој Донтов модел ние мораме да играме по нивните правила. За жал се уште не сме во позиција да го промениме, бидејќи дури и албанската опозиција се изрично против, затоа што е така скроен да сите гласови кои они ги добиваат одат на едно конто и тие си добиваат со 2 пати помалце број на гласови, добиваат 6 пати повеќе број на мандати, што е непрадично. Меѓутоа ние за да бидеме во позиција тоа да го измениме, треба да имаме двоцифрен број пратеници. Работиме на терен. Гледате, до избори имаме уште во тројка уште 3 канцеларии, мислам, и можеби една-две во четврка, што значи дека по инфраструктура стануваме трета партија во државата, со над 50 ограноци со канцеларии. Морам да ви кажам дека Вашава е многу убава канцеларија, на многу убаво место. Ние вакви ретко имаме прилика да отвараме. Јас по случајност дејам прв пат влезе со бирото. Така. Прво бирото е овој, после место. До бирото. Стика што сме биле ние кога почнавме и мислам дека нема да се жалите. Вие сте нашите идни советници во советот на општина Каменица. Зошто не и градоначалници во иднина од вашите редови. Значи, покажете ентузијазам, покажете трудолюбивост и тоа президиумот нема да остане незабележено. Тука го имам и Симонов, тој ќе биде втор на листата во тројка, верувам дека ќе влезе безпрекорно. За трет се бориме, зависно од тоа како ќе изиграме и како ќе ја тераме кампањата. Според нашите сознанија, политиколошки, кампањите се плюс 5% можеш максимум да освоиш, така што од сегашното можеме да накачиме на плюс 5%, што не е малце, според, знаете, нас ни даваат 1%, освојуваме 4%, сега ни даваат 4,5%, тоа значи дека сме над 10%. Така што не верувајте на тие анкети, све е тоа наместено, платено за да се креира јавно мислење, а не да се измери. Но ние очекуваме дека тројка ќе изненади и дека и третиот. Знаете дека по тие машко-женски принципи ние на трето место мораме да ставиме жена, сакали или не ќе. Во првите 10 треба да има 4 жени и во вторите 10 исто така 4 жени. Со цел родово да се балансира, немаме проблем со тоа. Македонска Каменица, мислам дека
по големина е поголем од пехчелката, а помало од берот, значи на средина некаде. Мислам дека ако добро го извозите теренот, мислам дека солиден број на гласови се очекува и од ваша страна. Со тоа што во иднина доколку се покажете како лојален огранок би имале и место на пратеничката листа, која што сега е малте не сме при крај, веќе утре на президиум и до крај на недела треба да ги завршиме не само носителите, туку сите 20 од изборни единици, тоа значи 120 луѓе, па има многу бирократија, значи подпишување изјави и такви работи, доека го финализираме процесот.